Се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господинот Горан Герасимовски, градоначелник на општина Центар. Господине Герасимовски, добро дојдовте во студио 10. Добар ден, би благодарам на поканата. Ке разговараме за состојбите во општина Центар, за сето она што се случува, што е поврзано со тековното функционирање, со предизвиците, со проблемите, за проектите, сето она што е во интерес на граѓаните и секако во пресред на локалните избори на есен. Ајде да видиме она што е последно, мислам дека е доста интересно, што некако предизвика внимание во јавноста, тоа дека ќе го затворите Дебар мало за автомобили, за сообраќај. Знаеме дека таму има доста големи гужви, дека место за паркинг нема, дека е, ајде да не речам на моменти и хаотично кога за викенди. Што ќе значи ова целосно за функционирањето на Дебар мало? Како и секоја европска метропола, централното јадро се соочува со голем број на возила и проблем со паркирање. Така и кај нас го имаме истиот проблем кој што постојано бараме начин да го решаваме истиот. Една од идеите која што била и во минатото, а и јас од кога сум дојден во општината како прв човек, баравме начин како да затвориме дел од Дебар малото и го намалиме сообраќајниот хаос. Имавме неколку средби, состаноци со деканите на градежниот, на архитектонскиот факултет, па на последниот состанок учествуваше и ректорката, каде што даваме предлог како да се затвори задниот дел на градежен, односно улицата Боемска делумно да биде затворена за возила. Направивме и идејно решение за истото, потребно да се земе дел од дворот кој што не е функционален и не се користи од градежниот и архитектонскиот факултет, кој што е со големо зеленило кое што ретко се отстранува и многу смет. Нашиот предлог е и идејно решение да се прошири самата улица и да кај кантина на почетокот на Боемска има свртница и тука се постои рампа. Од сето тоа гледаме дека се уште нема никаков фидбек и затоа бараме начин како да целосно го затвориме Дебар мало, не само во тој дел, туку и во сите 6 влеза кои што се пристапни за во Дебар мало. Проектот е направен во минатото, кој што сега се ревидира и се бара начин како да се добие согласност од град Скопје и СВР Скопје да се одобри истиот за да може да профункционира. Во стариот проект се планирало да биде затворено од петок до понеделник и слично. Не би говорел во тој дел додека и начинот на паркирање на жителите додека не се изревидира целиот проект, не се седне на маса со СВР Скопје за да видиме што е тоа што ќе ни го дозволат од нивна страна, за да знаеме на кој начин да го ревидираме самиот проект и го подобриме истиот за да може да биде функционален. Значи, бидејќи зборувате дека веќе работите врз основа на стариот проект, дека го ревидирате, го гледате, не знаете МВР и град Скопје што ќе дозволат, но имаме ли некакви контури кога би се затворило? Што би значило тоа да се затвори? Што е со станарите? Што е со сопствениците? Што е со вработените? Тоа е малку нејасно. Би го објаснил прво и овој дел од самиот почеток, кога пристапи во општината, целта ми беше да го средиме паркирањето со два паркинзи. Едниот на градежен и архитектонски, каде што нивниот паркинг би го превзела општината. Таму знаете дека имаме и дел од објекти кои што се запуштени и не се користат. Нашиот предлог беше да има подземно-надземно паркирање, да привлезе во Дебар мало, после апче се влегува во паркингот и Дебар мало биде пешачка зона и дополнително уште еден паркинг за кој што добивме негативно од страна на Министерството за одбрана, да паркингот што е во продолжение на општината, кој што сега е во собственост во владение на Министерството за одбрана, го стопанисува општината, каде што би имало монтажна гаража и истиот проект во минатото бил одобрен и имал сообраќајно решение. Затоа добивме негативно мислење. Следен чекор продолживме како да го затвориме Дебар мало со ревидирање на овој проект, но и ветената нова општинска зграда за која е направено идејно решение. Имавме објавен конкурс, избрани се 3
предложени прво, второ и трето место на идени решенија и планирано подземно 3 нивоа паркирање на целата општинска парцела, со што би ги подобриле условите за паркирање целосно во Девермало и би ги отстраниле сите оние возила кои што се на тротоарите и прават хаос на пешаците и велосипедистите. Новата општинска зграда каде е предвидено да се гради, на место на постоечката? Да, изгубивме 2,5 години, кај нас све иде спора. Секоја процедура трае по неколку години, почнувајќи од дупови, па продолжувајќи од барање на одредени парцели земјишта во владение на општината. Во минатото се правени проекти кои што искрено не може да се реализираат. Правени се висококатници кои што искрено јас не би ги дозволил. Планираме и направени се идејни решенија по насока на нашите планери и урбанисти, колегите во општината, да има две згради. Уште сме во размислување дали едната да се продаде, да се издава во едната целосно да биде сместена, да се сместат општинарите заедно со паркинзи на општина центар и другите служби во општината да бидат под една капа. Идејното решение е завршено. Прво добиено е земјиштето во владение после 2,5 години пинг-понг со институциите и во наредниот период се прави во моментов се прави проект за самата општинска зграда за да аплицираме за финансиски средства. Да, добро, ајде уште еднаш за проектот, колку што јас разбирам. Значи вие на некој начин се обидувате да најдете паркинг места, доволно паркинг места, сега ги спомнавме факултетите, евентуално е општинска зграда, некое друго паркинг место, значи се обидувате да најдете доволно паркинг места за воопшто да нема автомобили во Дебармало или да речеме да се само посетителите и гостите да не може да влезат. Повторно ќе ве прашам што е со станарите. Таму имаме и доста институции. Таму е општината, таму е Министерството за култура, таму е Министерството за одбрана, има доста и вработени кои што секојдневно циркулираат низ Дебармало и бараат паркинг и дополнително ствараат проблем. Приоритетни ни се секогаш станарите, затоа и поголем дел од улиците се резидентни и овозможуваме паркирање само на жителите кои што живеат на тие улици во тие мала. Така ќе биде и во овој проект, каде што приоритет ќе имаат жителите во Дебармало, а после сите останати кои што се посетители во населбата. Дали станува збор за вработени по министерства, во општина, посетители на кафеаните и така натаму. Ги зголемуваме капацитетите за да ги подобриме условите прво на жителите, дополнително за сите оние кои што работат во некои од институциите кои што се сместени во населбата, но и за посетителите кои што доаѓаат во Дебармало. Значи станарските зони би останале за паркинг. Секако. И покрај рампите станарите би влегле. Значи пред се приоритетни се жителите, кои што секако ќе имаат резидентно паркирање и така се планира, а дополнително сите оние кои што го посетуваат, точнувајќи и вработените. Да, добро. Кога зборуваме за општина центар, вечен проблем е урбанизацијата, нешто што минатиот градоначалник пред вас тогаш направи еден мораториум на градење, потоа тој се укина, продолжи да се гради и сега многу граѓани реагираат дека повторно се гради на некој начин, ајде да не речам хаотично, дека се градат зграда до зграда, дека нема зеленило, не се остава простор, дека инвеститорите се секогаш имаат на некој начин приоритет тука во оваа прекасна. Идејата за мораториум според мене и според многумина била идеална, но не вроди со резултат. За да се донесе мораториум и за да се стопираат дуповите, треба за тој временски период да се донесат нови подобри дупови кои што ќе бидат во интерес на граѓаните. За жал тоа не е направено и се соочуваме со проблем од првиот ден од кога јас сум во општината, а тоа е со голем број на идејни решенија кои што стоеле во систем и кои што постојано пристигнуваат во општината. Значи тој мораториум од 3 години, 3,5 години, ни направи проблем сега со тоа што имаме голем број на барања за идејни решенија по кои што мора да постапуваме како општина. Се гради во сите населби во општината, но се гради, доаѓа и на кај вас.
се гради и покрај вашава телевизија. Се гради на целата територија на град Скопје. Се дека има побарувачка од страна на жителите. Добро, на сега зборуваме за општина Центар, да. Да, ќе се гради секаде, вклучувајќи и општина Центар. Еден од проблемите кои што не се создадени со мораториумот е токму ова неколку годишно неиздавање на одобрение за градба кои што чекале во општината и сега мора да се процесираат и се процесираат изминатите години. Да, но господин Герасимовски, не е проблем само што се гради, во ред што се гради, но како се гради. Повторно ќе кажам, гледаме дека значи имаме идени решенија каде што зграда буквално гледа во зграда и тоа е многу изразено во општина Центар, бидејќи предпоставувам според густината на население и густината на градбите, малку е тоа карактеристично за општина Центар, каде што многу често гледаме не зграда до зграда, туку прозор до прозор, што не знам кој ги издава тие дозволи, дали тоа некој го гледа, дали некој го ревидира, дали некој има некаква контрола таму. Да. Да не зборуваме за урбано зеленило. Детални контроли во делот на издавање на дозволите за градење. Се излегува дури на терен да се увиди парцелата. Вметнавме доста законски измени во делот на градбата, односно на издавање одобрение за градба. Во минатото и тоа го ствари проблемот со паркирање, каде што во самата законска можност е да во делот на паркирањето се поставуваат оние клацкалки, кои што во минатото скоро нигде не биле поставувани. 20 стана има 7-8 паркинг места. Направивме законски предлог, законски измени, односно преку Советот донесовме правилници да ги отстраниме тие клацкалки и доколку има 20 стана, да има 20 паркинг места во парцелата за градба. Наоѓаме начин да ги подобруваме условите и за градење и за паркирање. Во делот на одобренијата за градба мора да се запазат законските процедури и доколку негде има близина, истата има повлекување на згради. Законски од 3 до 5 метри да има оддалеченост од објект до објект и тоа мора да се почитува. Правиме редовни контроли од страна на инспекцијските служби и комисија. Имаме многу чести пример каде што веќе се направени зградите, мислам. Лошите дупови во минатото прават проблеми во сегашноста и иднината. И бараме начин да тоа брзо го менуваме. До сега имаме сменато неколку дупови, но сето тоа оди многу споро. Иако законски треба да се донесе еден дуп за 18 месеци, кај нас се носи повеќе години. Сега пред минатата година го донесовме дуп од клинички центар, каде што се носеше 8-9 години. Може да замислите. А во меѓувреме, во важност е стариот дуп, по кој што некој може да добие одобрение за градба. Да, сега ќе ве прашаме на прашање во однос на квадратот, на цената на чинење на квадратот во општина Центар, иако тоа не е во ваша надлежност, се разбира, ниту можете тука нешто да направите директно, сега зборувам да го регулирате вие, тоа е сепак пазарна економија, имаме понуда и побарувачка, но сепак квадратот во Центар отиде најмногу во држава, веќе слушаме цени над 3000 евра, мислам дека се доближува веќе квадратот и до 4 на некои места. Повторно ќе кажам, понуда, побарувачка, купуваат луѓе, не купуваат од општина Центар, само купуваат од секаде, се разбира, но сепак тоа е еден општествен, социјален момент за кој мора да зборуваме. Да, има огромна побарувачка, кој што напоменавте, и затоа и цените одат нагоре. Не се останат уште многу парцели на атрактивни места во општината, самите собственици ја дигаат побарувачката до инвеститорите, зголемени се дел од финансиите кои што се даваат за работната рака. Материјалите, како што слушам, и тие делумно се зголемени, тоа допринесува да цената оди нагоре. Се додека има голема побарувачка, цената, како што гледаме, нема ни да се намалува. Се гради на неколку локации поголеми комплекси, сето она што друго е останато во општината се помали куќарки кои што се останати меѓу зградите кои што во минатото се направени. Во одредени населби цената е доста повисока, како што ги напоменавте, и Девермало, и Капиштец, и Водно, во делот на Крњево, Маџармало, Кале се малку нели цените и пониски. Во однос на дали таа урбанизација ја следи и
подземната инфраструктура, пред се зборувам за водоводната, за канализационата. Дали тоа може да го издржи толков број на нови жители во центар? Не само во центар, туку и во градот Скопје не е проектиран за толку објекти и толков број на жители. И затоа и ебане и водовод треба континуирано тоа го прават, но и во иднина да ги подобруваат условите за жителите во делот и на водоводните мрежи, во енергетските мрежи, да не се соочуваме со проблеми. Некаде се осеќа преголемата градба и густина на население дека ствараат проблеми за кои што треба навремено да се реагира. Да. Но за да се стопира сето ова, треба да се донесат нови дупови, кои што дел сме во процедура на носење, и да сите институции не излегуваат во пресред што побрзо истите бидат донесени. Да, ќе зборуваме за соработката со институциите. Тука е и прашањето за кое разговаравме и минатиот пат, тоа е прашањето на дивоградбите. Она фамозна дивоградба за која зборувавме тогаш на пластичарска огромна, таа си остана, ништо, мислам, продолжи да функционира. Имаме и други, тогаш најавивте вие некои нови законски измени за конфискација, но ми се чини дека тука некако немаме напредок. Од кога се соочивме со стопирање и блокирање за извршување, ние во два наврати тргнавме да ги рушиме тие објекти, ако се сеќавате, да. Бевме стопирани како општина. Сега ќе пробаме и трет пат, ќе видиме до каде ќе стасаме, но во меѓувреме, поради тоа што бевме стопирани во целиот процес, нашиот тим на луѓе, нашите правници направија неколку законски измени кои што влегоа во новиот закон кој што беше донесен. Тоа се неколку членови во делот на конфискација на диво направени објекти на државно земјиште. Значи, такви измени веќе постојат во нашиот закон, по наша иницијатива како општина, соочувајќи се со ваков тип на проблеми. Како што напоменав, да, и во тие делови, овие два објекти, но и на други објекти почнати се процедури за отстранување. Верувам дека сега конечно нема да бидеме стопирани, но која не беше целта највеќе заради носење на законските измени. На веќе направени такви објекти, не само во општина, центар, туку на територија на целата држава, се користат енормно високи суми за отстранување на истите. И тие делумно се отстрануваат, не целосно, поради тоа што целосното отстранување чини многу. Тоа се средства на граѓаните, и тие средства со конфискација можеме да ги пренамениме за други приоритетни капитални проекти за жителите. А ако за едно рушење сега трошиме 300 до 500.000 евра за отстранување на два такви поголеми објекти, зашто да истите не се конфискуваат, а тие финансиски средства се потрошат за друга намена, односно капитални проекти во интерес на граѓаните? Да, но проблем е во соработка, како што кажавте вие, со другите институции. Бевте стопирани, но треба да се каже дека бевте стопирани од други институции. Значи, тоа зборувавме и за градежниот инспекторат, за МВР дека не даваше асистенција. Како е тоа можно? Како е можно државните институции, сега државни, тоа е кажано така, карикираме, нели, се е државна институција и вие и тие. Како е можно да не се работуваат меѓу себе кога се работи за почитување на закон? Имавме многу состаноци кои што ние ги иницииравме и тогаш во Министерството за транспорт со повеќе институции, вклучувајќи го и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, за да се изнајде начин да се постапи по одредени диво направени објекти. Искрено тоа што го видовме, немаа слух повеќето институции. Предметите сега се во општината и како што нагласив, ние повторно по трет пат ќе пробаме да почнеме да ги отстрануваме истите, ќе видиме дали ќе заглавиме повторно некој од лавиринтите. Тука значи мора по некоја логика мора да постои политичка позадина, мора да постои некој моќен собственик на тие објекти кој го кочи целиот процес, претпоставувам. Ние ги превземавме сите ингеренции кои што ги имаме како општина. На неколку пати беа праќани нашите инспектори, се напиша решение за отстранување на стопирање отстранување на објектите. Во едниот од објектите имаше дури непознати сторители, пошто е на државно земјиште. Имавме неколку акции со нашите инспектори и со МВР,
за да се сликаат и идентификуваат работниците кои што се на лице место, за да се идентификува и кој е собственик, нели, на тие диво направени објекти. Како што кажав, не би навлегувал повеќе, ќе отпочнеме процедура, за истото ќе бидете навремено информирани. Да, сега е некако актуелна градоначалничката на град Скопје, Даниела Арсовски, во однос на тие девоградби и незината борба во однос на тоа прашање, која некако интересно се активира сега во пресред на изборите. Многу граѓани прашуваат зошто тоа не е правено порано, но не и се. Сакам да ве прашам во однос на соработката со град Скопје, бидејќи таа ви е важна на вас во сите полиња, дали е за девоградби, дали е за хигиена, дали е за функционирање на општината во секој поглед. Имате ли вие соработка со Даниела Арсовска? Имате ли комуникација воопшто? Невозможно е да функционира општината ако немаме одлична соработка на сите 10 општини, вклучувајќи го градот Скопје како институција над сите, односно еден кој што не соединува сите 10. Соработката изминатите неколку години е на најниско ниво, не само со општина Центар, туку и со сите останати општини. Комуникацијата ни е по мејлови и дописки од сектори во сектори, што е жалосно. Немаме координации со градот и со останатите општини, за да кој што на почетокот еднаш-два пати првата година се одржа, каде што се дискутира и се даваат предлози како да ги подобриме условите за живење, но и сето на политичко кочење од страна на одредени советнички групи во град Скопје и неможноста за реализација на поголем број на проекти и поставување на несоодветни кадри на одредени позиции, јавни предпријатија и управни одбори доведува до вакви лоши услови за живење на сите граѓани во град Скопје, не само општина Центар. Каде таа, да речеме, лоша комуникација најмногу се одразува во однос на функционирањето на општина Центар? Дали е тоа хигиената, дали не дозволува да хигиената е на најниско ниво, да жителите тоа што го плаќаат како услуга не го добиваат повратно. Преку сметката за водовод се плаќа нели до градот, односно комуналното претпријатие и комуналната такса, која што сите си како жители си ја подмируваме секој месец. Но условите кои што ги добиваме се на најниско можно ниво. Ние како општина имаме 120 хигиеничари кои што постојано се на терен, но нашите ингеренции се во дел на внатрешните улички, не во делот на отстранување на сметот од контейнерите. Во делот на кучиња скитници кои што прават една грда слика и на плоштадот, но и на повеќе населби во општината Центар и во другите општини низ градот, прават дополнителен проблем на жителите, но и лоша слика и за сите оние посетители и туристи кои што доаѓаат да го видат градот. Да, во однос на хигиената, навистина граѓаните се жалат. Можеме да го видиме тоа и на социјалните мрежи, можеме да го видиме и јавно дека хигиената во општина Центар не е на добро ниво. Служби постојано апелираме до градот и до јавното претпријатие да ги подобри условите. За жал не го добиваме истото. Изминатите неколку години сами отстрануваме смет дури покрај контейнерите, но и на сите оние локации кои што и не се под ингеренција на општината, но не смееме да дозволиме, поготово овие летни периоди, да се шират зарази од фрлен смет на секаде низ самата општина. Вакво Скопје не паметиме, ваква негрижа од делот на хигиената не паметиме и не е дозволиво да граѓаните, жителите го трпат сето тоа и затоа како општина правиме се што можеме во таа насока да ги подобруваме ние условите за живот, но и неколку пати ги побаравме ингеренциите од јавното претпријатие, односно од градот за негово трансформирање и дање на ингеренциите на сите општини, вклучувајќи ја механизацијата, дел од вработените, но и финансиските средства кои што се уплаќаат кон претпријатието. Јас сум сигурен и верувам дека доколку ги добиеме ингеренциите и општина Центар, но и сите останати општини во град Скопје ќе имаат многу поквалитетни услови за живот и хигиената ќе биде на многу повисоко ниво. Да, кучињата скитници сами ги спомнавте, константен проблем. Размислува ли можеби општината за некакво свое решение, бидејќи доколку не функционира градот, доколку не знам, некако во општина Центар е тоа прилично изразено, мислиш?
Темата неколку пати отвараме и на управниот одбор на Зелсно и на Скопски плански регион како да се соочиме со овој проблем. Ние како скопски општини даваме субвенции, односно плаќаме на годишно ниво секоја општина околу 2 милиони денари за да го помогне начинот на функционирање на предпријатието Лајка, кое што искрено според мене не ги задоволува потребите и неговото функционирање не е на најдобро ниво. Условите мора да се подобруваат, неколку пати говориме на темата како ние би превзеле дел од тоа да како општини сами се снаоѓаме да ги отстрануваме, односно ги подобруваме условите со може би звучи смешно кога ќе се каже, но кучињата не знаат општински граници. Тие функционираат на територијата на целиот град. Токму така имавме неколку дебати на оваа тема, дека дел од кучињата и се носат и од други градови, па се оставаат во одредени општини, па се размножуваат и така натаму. Исто како и загадувањето, кое што е еден од проблемите, ние во општините немаме затворени граници каде што би можеле да ги одвоиме една од друга и да не се шири загадувањето или кучињата скитници од општина во општина. Да. Најавивте решавање на проблем се обучавате и паркирањето во Капиштец и во центар генерално. Тој проблем со обучавате, ќе зборуваме за Капиштец, но тој е константен. Имавте и неколку казни за некои локали кои имаат гласна музика, но ми се чини дека тој проблем исто така обстојува. Не само во Капиштец, на повеќе локации и места во низ општината се соочуваме со проблем со гласната музика, неправилно паркирани возила во ноќните часови поради голема посетеност на некои од локалите. Како општина пуштаме дописи редовно и до Министерството за внатрешни работи каде што бараме помош. Имаме добра соработка, но и дополнително сами излегуваме со инспекцијските служби каде што мериме и казнуваме. Тоа го правиме континуирано. Кога почнува и самата сезона на почеток на пролета, јас организирам и средби со угостителите, да си договориме некои работи, да си дадеме некои насоки како да ги подобруваме условите за живот. Не сите ги почитуваат сето тоа што го договараме и затоа се санкционираат постојано од страна на нашите инспекцијски служби. Да, имавме случаи порано и каде што биле затварани и продолжиле да работат. Во минатото имавме да отвараат од една на друга страна фирма, односно на ист локал да има два влеза со две различни фирми, па да се затвори едниот, да се отвори другиот локал, за жал. Сега тоа го нема, но не е идеално во дел на ноќните часови, поготово викенди, од одредени локали не се почитува децибелите, односно музиката е многу гласна. Ние како општина сме во постојана посета на истите и пишуваме највисоки казни што можеме да ги пишеме. Да, велите во однос да се вратиме на паркирањето за Капиштец и центар, на што мислите? Знаеме дека Капиштец има една катна гаража таму која веќе обстојува, монтажна, да. Како би го решиле проблемот? Таму треба да се прави булеварот Македонија. Ние неколку пати договараме продолжување. Каде би дошол тој булевар? Тој окружниот тек од кај Лимак и продолжува све до Карпуш. Ги фаќа Интермецо, Дукат, Паркинзите, Цветниот пазар. Да. Значи измеѓу Теодоси Голганов и Народен фронт. Да. И јас неколку пати седнав, пробав со градоначалничката и со градот да договориме на кој начин ние ќе ги подобриме условите за паркирање и беше договорено да се продолжи монтажната гаража, која што дури бидела и над градскиот паркинг. Тоа е во продолжение на старата монтажна спротив Цветниот пазар. Направивме проект по договор со градот и нашите сектори. Направен беше проектот, мислам, уште го имаме и ревидиран, односно коригиран по насока од страна на градот. Беше договорено дека ќе имаме зелено светло од градот, одвоивме финансиски средства во буџетот, кои што по одбивање, односно давање негативно мислење од градот, ги пренамеривме за други капитални проекти. Искрено, проблемот со паркирање во Капиштец е голем. Сите оние црвени згради кои што се на Народен фронт и белите немаат подземно паркирање и сите возила се на улиците.
решение е нова монтажна гаража, која што верувам дека набрзо ќе имаме услови и можности да добиеме зелено светло за нејзина реализација. Јас дури во последниот допис, имавме 3 дописи до градот, каде што на првиот добивме негативно, на вториот добивме насока да го измениме проектот и да се повлечеме кон нашето паркирање во продолжение само на сегашната монтажна, не и на наднивниот паркинг, и тоа го направивме за да трет пат. И дури понудивме, пошто тој паркинг е лего коцки, доколку утре се прави булеварот во рок од 30 дена пред отпочнување, ние сме спремни да истиот го дислоцираме, односно отстраниме и поставиме на друга локација, и на тоа повторно добивме по трет пат негативно мислење и тој проект во моментов не можеме за жал да го отпочнеме со реализација. Да, добро, бидејќи полека се приближуваме до крајот, за да не ни остане неодговорено, тоа е можеби едно од најинтересните прашања, значи сега пред локалните избори вие сте повторно потврден од СДСМ како кандидат за градоначалник и се борите таму. Интересно е што таму сега најголемо прашање е околу тоа кој ќе ви биде против кандидат од редовите на ЗНАМ, кој се очекува да биде поддржан, се разбира, од ВМРО ДПМН, бидејќи се во коалиција и на тој начин да ви биде главен конкурент. Таму слушаме сега во јавноста повеќе имиња: Софија Куновска, професорот Лабовиќ, Злате Мехмедовиќ. Ќе видиме кого ќе решат. Имате ли вие ваши проценки кој од тие би ви бил, да речеме, најнезгоден кандидат? Во моментов сме сконцентрирани да ги реализираме сите оние проекти кои што ги имаме ветено пред граѓаните. Некои се во завршна фаза, некои се на средина на реализација. Ќе оставиме на политичките партии и движења да дадат свој предлог кандидат. Искрено, ние сме сконцентрирани на нашиот дел на работење и функционирање. Јас и мојот тим подготвуваме одлична програма. Кој да биде кандидат, ќе си ги одмериме силите преку проекти кои што ќе ги понудиме пред граѓаните. Имате ли, не знам, анализи, анкети, проценки, како стоите на тоа поле во однос на Да, направени се анкети. Во наредниот период чекаме да видиме и кој ќе биде против кандидат, за да направиме дополнителни анкети и истражувања. Континуирано во текот на секоја година се прават анкети, не толку во делот на ретензиите и задоволство од граѓаните, туку во делот на проекти, предлози, идеи кои што ги добиваме од истите, за да можеме ги вметнуваме новите програми и буџети. Од последните анкети кои што се направени, имаме солидни резултати кои што ни даваат ветар во грб да се бориме на овие локални избори. Мислите дека, значи, онака народски кажано, дека имате добра шанса за реизбор, бидејќи кога зборуваме за реизбор, знаеме дека е потешко во принцип, бидејќи се оценува претходната работа и така натаму. Не за вас, за било кој градоначалник. Реизборот мисля че не е потежок од првиот избор. Зашто повторно ја бараме довербата од граѓаните? Овие 4 години покажавме дека можеме малку поразлично да функционираме од сите останати општини и дадовме пример како треба да функционира локалната самоуправа. Имаме совет кој што е мешан од повеќе советнички групи, од различни политички партии, невладени организации, движења и слично. Ние сме меѓу мал број на општини кои што претседателот на советот е од редовите на ВМРО ДПМН и нивната коалиција. Совет кој што едногласно скоро сите одлуки ги носи, вклучувајќи ги и проектите, и плановите, и буџетот. И јас како градоначалник и останатите советници ги прифаќаме сите оние добри предлози кои што ги добиваме од страна на советничките групи, без разлика за која советничка група станува збор. И истите ги реализираме заедно со службите. Дополнително покажавме како одговорно се работи во интерес на граѓаните и верувам дека сето тоа дава една позитивна слика која што ни дава можност да повторно побараме довербата од граѓаните на општина Центар. Да, но и во делот на реализација на проектите кои што се ветени, покажавме како истите треба да се изработат од страна на општината и градоначалникот. Кога велите дека се прифаќаат сите иницијативи кои се добри, граѓанската иницијатива Шанса за Центар се пофали дека е реализирана нивната заложба за зелен катастар, дека тој почна да функционира во општината. Што значи
всушност еве зелен катастар. Преку програмот ГИС имаме многу алатки и можности за подобрување на условите, односно давање на информација на жителите. Покрај зелениот катастар кој што е во завршна фаза, преку кој што може да се направи увид на сите зелени површини на територијата на општина Центар со слики, значи све се слика целото зеленело на територијата на општина Центар и жителите може да имаат увид за дрвото во каква состојба и така натаму. Дополнително во самиот ГИС вметнавме можности за упис, електронски упис на прводеленчињата. Имаме можност за увид во дуповите, сите оние кои што се заинтересирани за одредени дупови парцели. И е програм кој што го подобруваме и усовршуваме. Ке повторам, сите оние добри предлози од страна на било која советничка група, која што ќе биде предложена и изгласана од страна на останатите советници, како општина, бараме начин заедно со тимот на луѓе да ги реализираме во интерес на граѓаните. Што значи за во однос на електронското запишување на прводеленчиња, тоа значи дека вие како родител може да аплицирате или да видите каде ќе биде вашето дете? Со упишување на живеештето и улицата и бројот на живеештето, можете да направите увид во кој реон, во кој училиште спаѓа вашето дете и можете да пополните формулар за упис на вашето прводеленче. Не мора физички да одите во училиштето за тоа. Може тоа да се направи, со тоа што физички мора да се отиде за да се тестира. За тест, да. Прводеленец. Добро, и еве за крај да не биде дека зборуваме само за проблемите, малку и за културата. Јас видов еден јавен повик за финансиска поддршка за проектот Центарски приказни. Вие велите не е само тој во областа на културата. Да, јас сум горд што успеав да овие 3 години од 21 до 25-та, веќе 4, да буџетот од 3 милиони се зголеми на 13 милиони. А тоа кажува дека општината има голем број на проекти во делот на културата, заврши фазата повикот за мурали и графити, заврши повикот за Центарска симфонија, одличен настан кој што ќе се одржи на 28 на плочникот спротив влада. Дополнително имаме концерт кој што го правиме секоја година, истиот ќе се одржи во планиране за во септември, нешто што ќе остане, каде што учество секогаш земаат македонските пејачи. Имаме одличен проект за најмладите во Центарсум, на одморсум во Центарсум, кој што ќе отпочне наскоро во текот на следниот месец. Ќе имаме голем број на работилници, на неколку локации на општината, ќе имаме детски представи, ќе имаме спортски активности, се со цел да оние жители и деца кои што ќе останат во општината да имаат одредени активности каде што заедно ќе се дружат и социализираат. Да. Добро, еве со ова ќе завршиме со убави пораки на некој начин. Господине Герасимовски, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам на поканата, ги поканувам граѓаните да учествуваат во сите оние културни активности кои што ќе бидат во наредниот период, а благовремено за датумите и местата ќе бидат информирани од страна на општината. Да. Ова беше Горан Герасимовски, градоначелник на општина Центар, и со ова го завршуваме ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со нас, за кратко ќе ги видите и најновите вести.